Течат внатре партиските процедури и анкети за избор на потенцијални кандидати за градоначалници во владеачката ВМРО ДПМН. Партискиот лидер и премиер Мицкоски порачува дека разликата во победата на ВМРО ДПМН во некои општини ќе биде најголема досега и дека во дел од нив ќе достигне и над 4:1. Наспроти тврдењата на Филипче изнесени во гостувањето на Само интервју дека предноста на ВМРО ДПМН пред СДСМ се намалувала. Но опозицијскиот лидер му порача дека победата на ВМРО ДПМН ќе биде и поголема, доколку не им се извини на граѓаните за тоа што го направиле неговите претходници додека ја предводеа владата. Ако навистина веруваат дека е 2,5:1 разликата, ќе бидат непријатно изненадени за 6 месеци. Има општини каде што таа ќе биде многу поголем од 4:1 разлика. Една од тие општини е оваа, Свети Николе. Така што мислам дека тие кои што му ги потурнуваат тие анкети на председателот на СДСМ не му мислат добро. Прво што треба да направи за да навистина се доближи до пропорцијата 2,5:1 е да излезе лично тој да им се извини на граѓаните во името на СДСМ за сето тоа што СДСМ го направи изминатите години. Распродавајќи го идентитетот, крадејќи ги граѓаните, понижувајќи и засрамувајќи ја Македонија. Подготовките за локалните избори течат и во СДСМ. Лидерот на социјалдемократите Филипче од традиционалниот 8-мартовски марш кој годинава се одржа во Струмица, порача дека СДСМ се враќа на победничките патеки. Според него, граѓаните заслужувале влада како во времето на Заев и Ковачевски, а не неодговорна како сегашната, која не се грижала за стандардот на граѓаните. Се враќаме на победничките патеки. Таму кај што заслужуваме. Македонија и нашиот народ заслужува одговорна власт. Заслужува власт како што бевме ние. Заслужува власт како што во најтешките кризи, кога владата ја водеа Зоран Заев, Оливер Спасовски и Димитар Ковачевски, ниту еден граѓанин не беше оставен по страна, додека оваа влада сака го научи народот да живее на воздух, а тие да нарачуваат папаја и манго, така држава не се води. Имињата на кандидатите за градоначалници од СДСМ, како што најави Филипче во Само интервју, ќе се знаат веќе идниот месец, додека адутот со кој ќе ја трчаат изборната трка за град Скопје ќе биде соопштен кон крајот на април. Кандидатите на ВМРО ДПМН според последните изјави од партијата се очекува да бидат познати во текот на мај. Локалните избори треба да се одржат на есен, а како можни датуми веќе се споменуваат 19 или 26 октомври.